Повторно во студио 3 и го започнуваме вториот разговор за утрово. Цело време најуваме дека еве и календарски ни почна летото, дека се високи температурите и има многу делови од секојдневието на кои што особено треба да се посветува внимание. Едното од нив е за сите рекреативци и планинари да внимаваат како се однесуваат на планина. Токму така, ќе позоруваме малку и за тоа колку спасувачките тимови се подготвени да им помогнат на граѓаните нели во условите во кои се функционира и колку се може, што народски би се рекло се разбира. Ќе зборуваме за опасностите, екстремните горештини, за важноста за одговорното однесување, за спречување на пожарите кои се ќе почнат сигурно, па веќе имаше и некои ситуации. Вчера имаше дури, знам дека во Сплитскиот дел во Хрватска избувнаа многу пожари поради громови. Барам она што го имам како информација јас. Меѓутоа, еве да се вратиме кај нас на овие теми, разговараме со Арѓент Чилјафи, ќе ни дадете, се надевам, одговори за тоа како да се справиме и што се случува практично на ово поле кај нас, посебно кога станува збор со спасувањето, со одговорноста на нашите граѓани, колку тие се одговорни, колку знаеме практично да се однесуваме во природа, посебно на едни вакви екстремни горештини ситуации кои веќе почнаа. Се потрудиме. Добро утро најпрво на вас и на вашите. Ви благодариме што сте со нас. Каква е моменталната подготвеност на волонтерите и на вашите тимови? Појаснување нормално до пошироката јавност. Тимот за спасување на планина функционира во рамките на оддел подготвеност и действување при катастрофи при Црвениот крст на град Скопје. Планинската спасителна станица, односно во Црвениот крст постојат две планински спасителни станици, од која една оперира во текот на целата година, другата е мобилна и ќе функционира во период за време на летниот период и уматка. Генерално базата е планинската спасителна станица Водново, која е отворена оперира уште 2005 година и е функционална за време на викенд и државни празници. Во временски период од 10 до 17 часот. Во неја дежурат двајца волонтери, нормално доколку има потреба се екипират. Тимот брои 12 до 15 члена во зависност од годината и потребите. Секогаш, напоменав, сите се подкапа на еден одел. Секогаш може да се наслонат на тимовите за прва помош и логистика, пошто не секоја интервенција иде само еден тим. Или нормално. Вие немате интервенции, асистенции само за време на викенд. Морам да напоменам. Планинската спасителна станица Водно функционира 105 до 115 дена во зависност од календарската година. Имате интервенции од 80 до 150. Во просек доаѓа една интервенција во текот на денот, интервенција или асистенција. Така да кога дежурате вие во планина никош не знаете на што сте. Така да вас ви почнува денот во 10, односно на дежурните им почнува денот во 10:00 и не знаат точно кога ќе им се заврши, но генерално условно кажано очекуваме мирен период, ако гледаме од тој спасителски аспект. Според вашето искуство, веројатно го очекувате тој мирен период за искуството од минатите години, меѓутоа што носи како опасност овој летен период во однос на планинарењето, особено за рекреативците? Дали малку имаат наивен пристап кога станува збор за планина, го имаме Водно, која што навистина не е мал залак? Генерално, народно кажано, Водно го сматраме за парк, но сепак е шум. Сепак е шумски предел, така да, освен кој што напоменавте пожарите, имаме интервенции и во овој период. Зборуваме за постара популација, оние кои ќе се или оние кои што реално кажано се одлучуваат овие горештини да ги поминат горе на Водно. Недоволно искусни, недоволно екипирани, збором опремени. Тие ни се за овој период, тоа е таргет групата, што не мора да значи имаме и искусни планинари, што условно кажам, нажалост се делат нашите статистики. Значи, високите температури не одат пропорционално, односно не прават пропорционално ризици на... Апсолутно, вие имате во текот на целата година интервенции. Кога ви спомнав мирен период, секоја сезона, секој временски период има различен тип на интервенции, асистенции, што не значи дека ќе биде мирно лето, но под мирно подразбираме дека имаме помала популација, помала фреквентност од вообичаена, посебно за време на месец јули и август. Нели, кога имате помала фреквенција, уште од старт знаете, можете да се надевате на помал број на
асистенција и интервенција. Да, споменавте недоволно подготвени, односно во делот на опрема. Без што не се оди на планина во летен период и кои се најчестите грешки кои што граѓаните ги подзабораваат? Можеме да ги генерализираме работиве. Не се иде на планина, задолжително со соодветна опрема. Под соодветна опрема зборувам чевли, неколку слоја облека во зависност од временскиот период, вода и храна. Се движите по маркирана патека, посебно ако сте почетник, па и доколку сте реално кажано планинар, водно барам сега е маркирано од сите страни, се движите по патека и не ја предизвикувате условно кажано судбината. Пошто на 40 степени и за најискусните знае да биде мачно кај искачувањето на вода. Во одредени случаи нормално. Мислам дека убаво е да погледнеме еден прилог на колишката Билјана Јанакиевска токму за тој планински бонтон и па ќе се вратиме да поразговараме малку и на оваа тема. Дали посетителите ги знаат правилата за однесување во природа? Постои ли бонтон за планина? Кога влегуваме во планините, било како планинари или како рекреативци, треба да бидеме свесни дека влегуваме во природно живеалиште на многу животни. Треба да бидеме максимално внимателни, да не го нарушиме тој совршен баланс кој што го има таа животна средина. Токму така постои и пишани и непишани правила за однесување на планина. Најнапред, нормално пред да помислиме да излеземе во природа и да одиме на некоја повисока надморска висина, најнапред треба да добро да ја провериме временската прогноза за тој ден кога планираме да се движиме на планина, а потоа следи се она друго, како што кажав, со цел да не го нарушиме тој совршен баланс на природата. Не треба многу галама, дивење на моторни возила, бидејќи тие звуци штетат врз живиот свет во нивното однесување и екзистирање. Движењето во планина подразбира секогаш да отстапиме место по планинските патеки за оние кои кои искачуваат, кои што се движат нагоре, за оние кои што се со покрив кроз здравје, ајде да речам повозрасни лица, жени и помали деца. При тоа треба да бидеме максимално внимателни и со одлагањето на отпад. Исто така, сите планинари и љубители на природата треба да бидат свесни дека посебно движењето во повисоките реони, каде што имаме активна зона на користење или строга заштита, дека треба да се движат исклучиво по строго дефинирани, маркирани планинарски патеки, како што кажав, за да не го нарушуваме тоа природно живеалиште. Собирањето на сопствениот отпад треба да биде на вистина првенствена задача на планинарите и посетителите. Веќе имаме интензивни средби, планираме да отпочнеме на соработка на едно повисоко ниво. Станува збор за 4 национални паркови и веќе тоа го разговаравме и со една фондација или здружение, беше Men and Mountain, кој што години наназад организира генералка викенд, и мој предлог беше да полека не одиме само на расчистување на тие диви депонии. Зборам во Национален парк Пелистер не ги имаме, меѓутоа има диви депонии надвор од националните паркови природа, значи да не одиме само со расчистување на дивите депонии, него полека да се размислува за намалување на местата пропишани за одлагање на отпад. За да се засака и да се чува планината и националните паркови, треба да се отпочне со едукација уште од образовниот процес на младите. Значи повторно од семејството и повторно од училиште. Продолжуваме со нашиот гостин Арген Челјав и токму на оваа тема е следното прашање ќе ни биде, иако во разговорот додека траеше прилогот ги пофаливте граѓаните дека знаат бонтон за на планина и генерално не оставаат зад себе нели и отпадоци и се грижат за природата, меѓутоа еве што е она како совет што може да се издвои како треба да се однесуваме на планина и секако фокусот ќе го ставиме на летниот период, затоа што често се случува од немарност, од недоволно посветеност и одговорност да се предизвика и по некој пожар, па вашиот совет до граѓаните? Нашите сограѓани, барем во територија на град Скопје, и текако водно си го чуваат, пошто заедно со Парк Шума Газивала тие не се бели дровови. Имаме многу подобрувања ако правиме некоја паралела за овие 10 години. Движењето низ патеките низ водно, условно кажано, во поголем дел, ги генерализираме работите, е подобрено. Постои одреден бонтон, се почитуваат одредени правила, колку и да во јавноста не излегуваат
условно кажам, немили сцени помеѓу велосипедисти, планинари, но сето тоа е дел од нашите секојдневие горе. Генерално се почитуваат правилата. Не гледаме купишта ѓубре како претходните години, ако можеме да направиме некој. Значи треба да ги пофалиме. Апсолутно, значи почнатен е процесот на условно кажано некое добро однесување на планина. Освестување. Апсолутно, не можете да очекувате преку ноќ. Посебно за ние ја знаеме ситуацијата, пошто веќе не знам 20 и кусур години можда се движиме од тој предел и све остало гледаме дека тој бонтон едноставно ни се одразува и на нашата работа. Порано имавме и фейк повици, односно лажни повици, се со цел да проверат број, да ме симнете додоле пошто е жешко и не знам ја уште какви неизговори. Сега веќе ги нема. Сега знаат дека секој ресурс е многу битен. Ако ја го користам тимот за моја лична, условно кажана, потреба, можеме на некој ќе му земам тоа право што стварно му е потребно. Така да има многу подобрување. Дали треба да се работи? Апсолутно треба да се работи, но пак ќе напоменам, мало поднебје, некои работи идат постепено. Не можеме да очекуваме драстични. Господине Џилјафи, веднаш се наметнува прашањето, односно, вие не сте сами, предпоставам, бидејќи некојаш треба да се пружа и медицинска помош. Како функционираат? Значи, како функционира соработката со вакви други тимови медицински? Кој се друг ви помага практично? Апсолутно. Тимовите секогаш може да се наслонат на другите служби, почнувајќи од Центарот за управување со кризи и на медицинска помош. Не секогаш повиците ни доаѓаат директно од планинари према нашата планинска станица. Дури можам да кажам, последниве години поголемиот број доаѓаат од страна на Центарот за управување со кризи и од страна на итна медицинска помош. Во зависност од потребата се бара и нивна подршка. Со двајца спасители вие да покриете 30 км квадратни, тоа е скоро невозможно. И во зависност од типот на интервенцијата, двајца спасители се не можете ни да го наречете тим за да се упати до повредениот. Секогаш се тука планинарите кои излегуваат упресудени како тим и како организациите, како сме им благодарни, пошто поголемиот дел од интервенциите, зборувам за потешките интервенции, се со нивна помош. Повиците, нели како што напоменав, доаѓаат од страна на Центарот за управување со кризи, доколку нема потреба од дополнителен ангажман од итна медицинска помош, па некојаш и од страна на припадниците на Министерството за внатрешни работи, не се бара дополнителна подршка. Но некојаш во зависност од комплексната ситуација ќе мора да побарате се. И еве за крај, како граѓаните можат да се вклучат во вашата работа и да ви помогнат практично? Граѓаните во нашата работа, доколку зборуваме граѓаните, доколку сакаат да волонтират, они треба да бидат дел од Црвениот крст, односно да бидат волонтери, да бидат дел од нашето семејство, после да имат одредени афинитети и нормално да бидат дел од тимот за спасување на планина, пошто тимот на спасување на планина функционира во рамките на цел одел. Не секогаш ги прави и работи стриктно само за на планина. Пак ќе напоменам, мал тим, компактен, сега за сега не е доволен, но една цел, да биде во служба на граѓаните и колку толку да минимизира дополнителни штети, условно кажа. Посакуваме успешна сезона, со што е можно помалку интервенции и само да напоменеме дека паралелно не е само планинскиот туризам и рекреација, тука се секако веќе почна сезоната и на базени и на пливање. Тука сте исто така достапни цело лето, целолетна сезона. На што апелирате, на што се внимава особено и родителите со мали деца? Апсолутно само едно ќе напоменам. Спасителите се во поголемиот дел од водените површини, веќе од средата е стартувана официјална летна сезона, бележиме веќе 20 активни давеници и што е најбитно, кој што напоменавте, спасители се таму за сите, а не се ваши лични дадилки. Там многу директно, значи, но сепак не може, не е спасителот само за вашето дете, за цела водена површина. Сепак, претпоставам тоа е своето до родителите да ги апсолутно, пазете ги вашите најмили, уживајте со нив и пак ќе напоменам, не бидете дел од нечија статистика. Така, благодариме многу за издвоеното време. Ви благодарам поканата. И убав одмор. Да. И благодариме што за време на одмор издвоивте време, но нели во служба на граѓаните. Тоа беше разговорот со Арген Џилјафи во однос на
што носи летото од предизвици на планините. Тука си годините површини, почна летната сезона, базени, бидете внимателни и следете ги препораките од надлежните.